Започна судењето на 9-минато ризопроизводители членови на иницијативниот одбор за спас на ризопроизводството. Пред судија во Основниот суд во Кочани треба да докажат дека не сносат одговорност, поради тоа што на еден од протестите организирани лани, одреден период биле блокирани и двете коловозни ленти. Земјоделците се категорични, виновна за хаосот на регионалниот пат беше полицијата. 15 минути гужва има, нити имало застуден сообраќај, сите возила се движеа нормално. 2 камиона од противни правец од Евроконтрол испаѓа и од тука со асфалт имаше едни и значи фактички го запречија патот. Иначе механизација не е била, втората лента не е била никој затворена. Што значи ние се осеќаме, немаме никаква вина за сето овое. Ние се бранеме со чиста совест. Не ни требаат адвокати на нас. Ако мислат дека треба да не затворат, нека не затворат, ама кој ќе произведува утре храна? Ќе останат без храна. И за судо произведуваме, и за полицијата, за сите произведуваме ние храна. Во знак на револт земјоделците од Кочанско најавуваат нови протести. После оваа пресуда, зависи како ќе биде. Ние ќе го блокираме патот во двата правца. Дали е законски или незаконски, ќе го блокираме. И ќе ги тражиме нашите права. За земјоделието да биде како што треба за производство и за вакви случаи како што сега земјоделци да одат на суд да не се случуваат понатаму. Минатиот месец членовите на иницијативниот одбор заработија прекршочни пријави. Тие се теретат дека се виновни за блокирањето на двете коловозни ленти на патот Штип-Кочани за време на протестот одржан на 21 септември минатата година.